Токму така, трет ден вакцинација во Струмица, односно Општина Струмица, заедно со ресорното министерство, Црвениот крст, Министерството за одбрана, го организираа масовното вакцинирање во Струмица. Како течат работите? Колку од граѓаните ги почитуваат препораките од Министерството и што е она кое што се случува овдека на вакциналниот пункт, односно во спортската сала во Основното училиште Никола Вапцаров. Зборувам со првиот човек на Црвениот крст од Струмица, Маријана Тошева. Тошева, добре дојде во утринската и кажи ни што е она кое што е клучниот двигател во моментов во вакциналниот пункт во Струмица, колку волонтери имате тука и на кој начин вие помагате за целиот процес да тече? Црвениот крст на Република Северна Македонија преку својата општинска организација во Струмица моментално има ангажирано 18 волонтери кои што на пунктовите се во две смени, затоа што самиот пункт за вакцинација работи од 8 наутро до 8 навечер. Ние сме во делот на проверка на сите оние луѓе на влезот кои што имаат закажани термини и пренасочување на сите оние лица кои што претходно веќе добиле термин за вакцинација најповеќе во Штип. Така да заедно со сите луѓе кои што веќе имаат добиено термини за одредени пунктови, ги потполнуваме согласности, ги проверуваме и на крај водиме грижа за тоа дали секој од нив кој што веќе е вакциниран добива печат, нели контрола на сето тоа за понатаму да се заврши целосна постапката. Така, пред да го започнеме разговорот, спомнавте дека уште од првиот ден имало луѓе кои што доколку не се во можност сами да ги потполнат апликациите кои што ги бара вакцинација.мк, вие им помагате околу тоа. Што тоа значи всушност? Сите оние лица кои што немаат свој сопствен мејл или не знаат како тоа да го направат или го прават тоа безуспешно, на вакцинација.мк, значи можат во просториите на Црвен крст Струмица секој ден до 4 часот поручек, значи да дојдат со својата лична карта, за да можеме ние да им го креираме терминот за овие денови да може колку што може побрзо да дојдат на ред за вакцинација. Така, Црвениот крст не значи само волонтерски да помагате во целиот процес. Еве, изминаа неколку денови од првиот ден на вакцинација во Струмица. Имавте ли потреба од прва помош? Сега не. Бидејќи овде се присутни голем број на доктори, медицински сестри, и тата медицинска помош е во секој момент на располагање. Ние сме овде нели со самите наши екипи кои што најголем број од волонтерите и се обучени за да дават прва помош, меѓутоа сега не сме имали таква ситуација. Црвениот крст бил дел од повеќе организацијски случувања во општина Струмица, па еве и оваа масовна вакцинација. Колку вие како Црвен крст сте задоволни од генерално организираноста на вакцинацијата во Струмица? Организацијата е одлична, посебно доколку се почитуваат оние термини за вакцинирање. Наш повик уште еднаш сите луѓе да се пријават на вакцинација.мк во најскоро време, сите ќе дојдат на ред за вакцинација, а не така да пробуваат преку ред да дојдат на пунктовите. И понатаму останува Црвениот крст на линија со граѓаните за полесно и побрзо да се дојдат до термин за вакцинација. Да, остануваме понатаму отворени со нашите вработени во канцеларијата, за секој ден да можат да дојдат и да им помогнеме околу креирањето на термин. Тошева, јас ви благодарам и на целиот тим на Црвениот крст, ви посакувам успешна работа понатаму. Овдека се одјавуваме од вакциналниот пункт во Струмица, кој што работи од понеделник до петок од 8 до 20 часот, и сите оние пациенти и граѓани кои што сакаат да ја примат вакцината, кој што има во моментов на располагање, можат да го сторат тоа или преку Црвениот крст или па преку матичните лекари и директно на вакцинација.мк.